Здраво, другарчиња! Јас сум воспитувач, Наташа, и доаѓам од детската градинка Стибо од Штип. Денес заедно со вас сакам заедно нешто да научиме, малку да се дружиме и секако да откриеме неколку нови работи кои јас се надева дека вие имате познавање, но сега сето тоа ќе го надоградиме уште со нешто малку повеќе. Денес заедно сакам сите да летнеме горе, високо, високо, високо и да погледнеме каде што се наоѓа сонцето, а таму нему друштво му прават и неколку планети. Сонцето стои на средина, а околу него се вртат планетите. Сега, другарчиња, време е да седнете, да се сместите удобно, да бидете внимателни, затоа што ќе биде многу возбудливо. На една мала планета, голема одвај колку една куќичка, се живееше еден мал принц. На оваа планета се беше многу малечко. Дури и цвеќињата кои едва и можеа да се видат, тие наутро се појавуваа, а навечер овенуваа. Еден ден, точно во часот на сончевото раѓање, принцот осети многу пријатен мирис. Се заврте околу себе и забележа едно многу убаво цвеќенце, кое на своето стебло имаше еден цвет и неколку ливчиња. Колку си убаво цвеќенце, мило! Благодарам, се родив заедно со сонцето. Знаеш, сега ми е време за храна. Ќе бидеш ли добар да се погрижиш за мене? Секако! Еве, веднаш ќе одам, ќе донесам малку чиста вода да те нахранам. Од тој ден малиот принц постојано се грижеше за цвеќето. Секое утро му даваше свежа вода, го штитеше од силните ветрови, а тоа ја красеше целата планета. Принцот многу му се радуваше на цвеќето, но тоа од ден на ден стануваше се потажно. О, цвеќенце мое, најмило другарче, зошто си ми тажно? Не можам веќе да живеам на твојата планета. Тука нема друго цвеќе како мене. Нема ни пчелка, ни пеперутка, ни птица. Те молам, принцу, пронајди ја најубавата планета и одведи ме таму. Но каде да ја пронајдам? Прашај го сонцето, тоа сигурно знае. Сонце, сонце, јави се, каде си? Тука сум, јас сум секогаш на истото место. Само моите планети се вртат околу мене. Те молам, сонце, помогни ми да ја најдам најубавата планета за моето цвеќенце. Нежно рече принцот. Тоа ќе мораш сам да го направиш. Околу мене се вртат 8 планети, а најубавата ќе ја најдеш ако го следиш мојот најубав зрак. Иако не знаеше кој е најубавиот зрак, принцот го зеде своето цвеќе, се качи на едно облаче и тргна по својот пат. Одеднаш осети студен и силен ветер. Пред него се најде една планета. Го скри цвеќето и тивко праша. Ти ли си најубавата планета за моето цвеќенце? Не,
Јас не сум најубавата планета. Јас сум планетата Нептун. Јас сум со сина боја. Обкружен сум со мал прстен и околу мене има и се вртат 8 сателити. Кај мене секогаш има многу силни ветрови и е многу студено. Овде не може да остане твоето цвеќенце. Ветрот беше толку силен, што го дувна облачето толку силно и толку далеко, што принцот едва се задржа пред новата планета. Тука беше многу студено, но принцот сепак праша: А, еве друга планета. Долг пат поминав за да дојдам до неа и се надевам дека таа е најубавата планета. Може би тука моето цвеќенце ќе го најде својот дом? Ти, која планета си? Јас сум планетата Уран. Кај мене е многу студено и многу брзо се движам, односно се вртам. Сакам да кажам дека јас сум џиновска планета исполнета со гасови. Имам тенки прстени и 17 сателити. На пат низ бескрајната вселена, пред него се појави една прекрасна, голема, жолто-црвена планета со прекрасни прстени околу неа. Сигурно си ти најубавата планета за моето цвеќенце, се израдува принцот. Не, не сум. Моето име е Сатурн. Јас навистина имам убави прстени околу мене, но тие се создадени од мраз, прах и камења. Овде не може да живее твоето цвеќенце. Продолжи да бараш понатаму. Ох, продолжи принцот и дојде до следната планета. Дали си ти најубавата планета? Јас сум Јупитер, најголемата планета. Имам прстен околу себе и 16 сателити. Кај мене дуваат силни ветрови. Многу брзо се вртам и затоа сум целата во магла. Сите овие обоени линии всушност се облаци создадени од отровни гасови, кои многу брзо се движат на небото, создавајќи вртежи и бранови како да се море. Па каде ли уште да барам? Бара принцот и доаѓа до една следна планета. Може ли кај мене да живее моето цвеќенце? Не, кај мене не може да живее твоето цвеќенце. Мене ме викаат Венера. И кај мене сонцето изгрева на запад, а заоѓа на исток. Многу сум жешка и може да го задушам твоето цвеќенце со моите гасови. Побрзо, бегај од мене, затоа што се вртам поинаку од другите планети од сончевиот систем. Затоа што еднаш се судрив со еден голем камен кој се вика метеорит. Сакам да ви кажам и едно нешто многу интересно, а тоа е дека еден ден кај мене трае подолго од една година. Еј, принцу мал, знам што бараш. Јас сум најблиску до сонцето. И тука е најблискиот сончев зрак. Но како што гледаш, мојата површина е полна со големи дупки и во текот на денот мојата карпеста земја е толку многу жешка што имаш чувство како да се наоѓаш во жешка рерна. А пак навечер е толку многу студено што
Дури мислиш дека се наоѓаш во некој ладен фриждер? Јас сум најмалата планета и овде нема услови да живее твоето цвеќенце. Тоа значи дека моето цвеќе не може да живее ниту кај тебе. Може би, но кај мене преку целиот ден е топло, а ноќите се многу студени. И да ти кажам дека кај мене преку ден, преку ноќ светат 2 месечини. Кажуваат дека некогаш овде имало вода, но денес реките се суви. Има многу високи вулкани и длабоки долини и големи црвени песочни пустини. Затоа ме викаат црвена планета. Досега ниту едно цвеќенце не растело кај мене. И покрај тоа што и кај мене има годишни времења. Па каде е таа најубава планета? Каде да ја барам? Тогаш се слушна еден силен глас и сите планети извикаа: Најди ја земјата! Најди ја земјата! Во тој час се осети одеднаш нежен, топол, сончев зрак како го милува по лицето. А нежно тивко ветре го однесе неговото облаче. Тогаш пред него се појави една прекрасна и убава гледка. Река, планина, ливада. Покрај него прелетаа јато птици. Добар ден! Дали е ова најубавата планета? Не знам, но дојди со нас па ќе видиш. Ние одиме во нашиот роден крај. Таму треба да стигнеме навреме и да ја донесеме убавата вест, за да се радуваат и нашите дечиња другарчиња. Принцот го следел јатото птици и по долго патување стигнал до планетата која се вика Земја. Леле, колку убава гледка! Каде и да погледнам? На сите страни само убави нешта има. Колку е убава природата! Колку е чист воздухот и водата! Нивите со млади жита посејани, убавини на сите страни разлејани. Ги посетив сите планети, но ниту една не е убава како планетата Земја. Тогаш се појави планетата Земја. Јас сум деца најубавата планета од сите планети. А што мислите? Зошто сум најубава? Така е, дечиња, другарчиња мои, затоа што само на планетата Земја постои чист воздух, земја и чиста вода за пиење. Па затоа треба да ја чуваме планетата Земја, да не фрламе отпадоци, туку тие треба да се на едно место збрани, а тоа е во кантите за отпадоци и во големите континери. Немојте да ги кинете цвеќињата, затоа што секој цвет е украс на овој свет. Да се чува природата, треба секој да знае. А ако некаде видите празно место, размислете, добро би било да насадите дрво. Така, другарчиња, планетата Земја би била многу среќна, а заедно со неа би била многу среќна и вие, и ние, па и
сите дечиња од целиот свет. А сега се надевам дека ви се допадна оваа прекрасна приказна за нашата планета Земја и зошто таа ни е битна, многу важна и како да ја чуваме и негуваме за да можеме да бидеме сите среќни на неа. За крај, другарчиња, сакам да ви дадам предлог неколку активности кои можете заедно дома со вашите родители да ги сработите. Овде имате неколку игрички. Еве првата игра е игричка со пластелин, значи можеме заедно да го направите сончевиот систем. Потоа можете да ги нацртате и избоите и со помош на ножичка исечете планетите и да ги залепите на лист од блок по ред, значи сите и да направите еден убав и голем сончев систем. Да нацртате една планета Земја, да ја избоите во боите, сино да ги избоите морињата, езерата и океаните, а со зелена и кафеава да ги избоиме нашата копно, нашата Земја. Или едноставно, излезете во вашите дворчиња, вашите паркови, насадете некое цвеќе или некое дрво и така планетата Земја ќе ви биде многу благодарна. Се надевам, другарчиња, сите ќе уживате во прекрасната природа и ќе можете да се прошетате по зеленилото кое што го има на нашата планета Земја, во нашите дворови, во нашите, значи, паркчиња. До следно видување, ве поздравувам, останете сите во добро здравје и се гледаме. Чао!